Сара, во пресрет на новата година, сите ни изненади, ни израдува со уште една прекрасна композиција која што доби прекрасно новогодишно руво. Прице, честитки за Нека трепка. Ти благодарам од се срце. На наше огромно задоволство го направивме тоа со девојките годинава. Конечно, ете, секоја година на некој начин сме дел од новогодишната магија и атмосфера и сакавме да ни се случи авторска песна, така што многу ни е мило и на нас што ете се случи Нека трепка. Инспирацијата претпоставувам токму од овие новогодишни празници, од тој најубав период на годината, кога сите некако сме така опуштени, развеселени и ја чувствуваме таа празнична магија. Па токму така, овие празници се искрено за мене едни од најомилените, заради тоа што на некој начин го собираат целото семејство на куп, се мириса на путерколачиња, на чајче, целата атмосфера трепка. На секаде има сијалички, некако сите се расположени за љубов, за давање подароци, на децата им правиме изненадувања, одвај чекаат да се разбудат на 1 јануари да видат нели дали дошол Дедо Мраз. И не знам, целата атмосфера е навистина преубава и многу сакаме да бидеме дел од неа, не само новогодишната, туку и божикната, христијанските обичаи, традиција, бадник, лепчето, коледарите. Така што многу ни е драго што можеме да допринесеме со нашата музика, овој пат и на македонски, да имаме така нели збогатено со убаво музиче трпеза. Таа новогодишна и празнична магија не само во композицијата, туку успеавте да ја доловите и со овој убав празничен видеозапис. Точно така, снимавме со Steady Flow, супер си поминавме, 2 снимачки дена имавме, снимавме во Кира Апартментс во Маврово и снимавме во Фотофактори во Скопје. Во Маврово и преспавме, беше многу забавно, искрено, заради тоа што девојкиве, Калина, Ана и Теа, се стварно едни тешки срциња и знаеш со нив секој пат атмосферата е некако поопуштена, секој пат не тера на смеење, дури некогаш мора да не караат да не се смееме за да може да го снимат Дедо Мраз, на пример. Така што сакавме да оставиме на вистина едно парче кое што ќе биде не само музичко, туку збогатено и со видеозапис, за да убаво, фино си ги најавиме и концертите годинава и нели да дадеме се што можеме, пошто сакаме, значи што се вика да си ја дадеме целата душа во оваа новогодишна атмосфера оваа година во Македонија. Ги спомена концертите, се уште ни е во сеќавање тој преубав предновогодишен концерт кој што минатата година го државте заедно со девојките во Македонската филхармонија и некако Нека трепка е вовет и најава за уште едно такво убаво предновогодишно концертно уживање. Точно така, Ирена, Нека трепка се вика целиот концертен серијал, го насловивме така. Оваа година, верувај, концептот го смислуваме многу месеци понапред, заради тоа што оваа година сакаме да биде најмагично. Мислам сега, нели, секоја година како поминуваат годините, сите ние се бориме, тежнееме кон прогрес и кон тоа да нели ги подобруваме работиве. Овој пат сакаме да биде од сценарио, сценографија, светла, до изненадување на сцена, кои што нема сите да ги кажам, само ќе кажам дека оној дух, оние новогодишни божикни песни, ќе бидат отпеани со уште поголем оркестар. Овој пат сме под диригентската палка на маестро Иван Еминовиќ. Јас, девојките, Македонска филхармонија, датата е 29 декември, дечки, така што ве поканувам со многу љубов и многу сакам да се дружиме. Многу сме возбудени, верувам дека ќе биде навистина онака впечаток и спомен за секој кој што ќе биде во публиката, кој што нема лесно да биде заборавен. Така што 29 декември во 20 часот Македонска филхармонија, билетите се веќе во продажба на МК Тикетс. Исто така, освен скопскиот концерт, на 28 сме во Штип, во Домот на културата, на 30 декември сме во Крива Паланка, на плоштадот во Крива Паланка, а на 21 почнуваме првиот концерт ние во Битола како дел од зимската приказна. И за крај на денешниот разговор, каде ќе ги поминеш ти новогодишните празници?
Па, така е некако намерно смислено да на 30 затвориме, за да може јас на 31 да си облечам новогодишни пижами, да си ги грабнам путерколачињата, чајчињата и децата под мишка и да гледаме некој божиќен филм, можеби, не знам, ама најверојатно ќе ги заспијат они пред Нова година, така што најверојатно и јас ќе заспијам. Ама тоа ми е најомилено ќе ми биде и стварно ми е онака желба да си се приверам дома. Па добро, заслужен одмор после толку работа, после настапи, малку во домашен амбиент, во домашен комодитет да уживаш во таа новогодишна. Па така, ние на некој начин ќе прославиме заедно со публиката, многу зборам бр. Нели на сите овие дати кои што пред малку ти ги споменав, така што после тоа ќе остане време за уживање со блиските. Јас ти посакувам успешна реализација на сите овие предновогодишни настани и настапи со кои што ќе ја заокружиш оваа за тебе успешна и убава 2025 и секако ќе ти посакам блескава 2026 година, да те гледаме и да те слушаме уште почесто отколку во претходнава. Ти благодарам од срце, ти благодарам за поканата, за секој пат, секоја покана и што си тука и дечки се гледаме на 29 во Македонска филхармонија, исто така и со тебе, Ирена. Нека трепка. Нека трепка. Трепка, трепка, трепка.